За проблемите и предизвиците со кои се соочува општина Карпош разговараме со кандидатот на ВМРО ДПМНЕ Сотир Лукровски. Господин Лукровски, добре дојдовте во студијата на Република. Добар ден, ви благодарам на поканата и можноста да проговориме малку за нашиот Карпош. Така, кампањата е пречиси на половина пат. Како ја оценувате до сега? Па зависи како ќе земете кога за кого почна. Ако со оглед на тоа дека моето име беше објавено уште на 6 јули, за мене кампањата на некој начин, во некоја форма почна многу порано. Сметам дека со една позитивна кампања, со еден приод до сите групи на граѓани, како од најрана возраст, значи од детската популација, младите, па се до пензионерите, бизнис заедница, здравство, групација на здружени и луѓе кои се занимаваат со заштита на правата на луѓето со посебни потреби, од делот на безбедноста и така натаму, значи многу организирани ивенти, многу средби со граѓани, се со цел да ја слушнеме, да детектираме потребата на карпошани за составување на новите предизборни ветувања, односно за создавање на нашата програма која излезе пред сега веќе 10 дена, стокмена и во која се наоѓаат сите оние барања кои за цел овој период ги слушнавме директно од граѓаните. Сметам дека треба така да продолжиме. Здравје Божи утре кога ќе сум на чело на општината, повторно со граѓаните, да ја пратиме реализацијата во еден транспарентен циклус и процес. Така, како карпушани. А како го пометите Карпош од вашето време, вашето мало во минатото? Добро, Карпош за мене, моето доселување на моето семејство во Карпош коинцидира со моето раѓање. И нормално да имам една емоција посебна. Јас знам да кажам уште на почетоците во едно интервју, јас 7 година и пол од Карпош 4 кога се преселивме во Карпош 1 со сопругата кога се земавме 2000 година и бев само година и пол од Карпош 4 во Карпош 1 и сметав колку знае кај да сум отишол, така да секоја вечер Киркичката, првото моје дете тогаш беше родена, се роди таму и секоја вечер со количката по Партизанска во Старо Мало. Кај моите во Старо Мало, за да после година и пол две се вратив и во истата кула каде што израснав со моите, само го променив катот, бев на втори, сега сум на приземе, таму сум до ден денески. За мене Карпош Живеете Карши Палма, ако не? Карши Палма сум, во близината на Сити Мол, во едно мирно, мало, барем така беше до појавувањето на овој, нели, трговски центар, малце се усложнија работите во последните години. Тој ми иницираше на некој начин да влезам во оваа приказна. Нормално дека ако се беше добро, ако имавме паркинг, ако сметот беше собран, ако не доаѓавме во ситуација да на неколку пати се пробува да ни се гради пред зградите, најверојатно ќе си останев на онаа позиција од која доаѓам во некој комодитет, меѓутоа се она што се случува со рушењето на концептот и идилата на овој Карпош во последните години ме иницираше да скокнам во оваа трка и да пробам да станам првиот административец во Карпош кој ќе проба да промени нешто на Го споменавте вашето мало. Имавте ли свои места каде што излегувавте, се дружевте, не знам, спортувавте, каде беше тоа најчесто? Вчера имавме едно снимање низ Мало и луѓе со кои сум израснал, некои малку постари како директорот на фондот Сашо Клековски, некои малку помлади како сегашниот министер за правда Игор Филков. И малку провртевме низ нашето Мало да се подсетиме како тоа беше некогаш кога ние растевме. Нормално во школскиот двор фудбал, ракометот беше актуелен кога ние бевме деца, имавме РК Карпош, кој денеска за жал не постои. Одбојката беше многу актуелна, имаме репрезентативци. Да не сега ги споменувам по име, едниот е сега претседател на Одбојкарската федерација од нашето Мало, така да не врзуваше школскиот двор во делот на спортот, школскиот двор, па дури во ноќните сати ги користевме оние пошто тој во централниот дел на Карпош 4, тука фактички далеко од зградите, од окото на родителите, нели? Па вечерните часови со понекоја... Имавте ли омилени места за искачање, кажање? Тоа беше во
на терасите на забавиштето, па подосна малку веќе како тинеџери пред Палма, значи на клупите пред Палма, кога се појавија веќе и Томас моторчињата, па имавме во сегашната актуелна сала Партизан, имавме негде во 90-тите се отвори дискотека, на Рабела, мислам се викаше, тука малците направивме дискотека. Подосна, како што велите, се отвори лептокарија, тоа беа врвулици од луѓе од цело Скопје. Да. Баскетот на студентски е одлика на тоа време. Студентскиот дом изобилуваше со луѓе, со студенти од страна и од, нели знаеме, од арапскиот свет и од бившите некогашни државни простори. Тука се играше добар баскет на игралиштето на студентски, така да тоа се горе-доле одликите на моето мало и моето малско живење. Да почнеме со овие реални проблеми. Кои се главните проблеми со кои се соочува општината? Кога ги прашате Карпошани, прво ќе кажат паркингот. За жал, реалните проблеми се она што во основа, за кое во основа не би требало и да разговараме во некој нормален, модерен свет. Значи, паркингот, како што споменавте, сметот, собирањето на сметот, чистење. Прво да се задржиме на паркингот. Дали зонското паркирање го намали проблемот или го реши, да речеме? Зонско паркирање имаме во Карпош 1 и 2 од скоро и сметам дека добро влие на проблемот со паркирањето. Значи, што треба прво да направиме? Да видиме надлежностите околу хаварисаните возила. Имаме доста возила, добивам пријави, да, и уште има, да. Секојдневно добивам пријави, 2 ваму, 1 наму, така да видиме што со нив. Размислуваме секако за зонско паркирање, со тоа што паркингот за Карпошани ќе биде бесплатен. Значи минимум 2 места, 2 автомобила од фамилија или од стан ќе бидат бесплатни за секој наредно со одредени бенефиции. И изградбата на дополнителни паркинг капацитети. Најавивте 600 барки со монтажни гараж, значи, така, точно е, во Карпош 4, во Карпош 3, во Карпош 2, во Влајака и Порта и на Млечен планираме надодградба на постоечките капацитети за паркинг со монтажни паркинзи, онакви кои што имаме во Капуштец, па имаме и во аеродром Солидни, да. Сакаме, искуствата покажуваат од западните држави дека е добра варијанта на кровниот дел да имаат, да направиме кровен дел на последниот кат со фотоволтаици од кои ќе добиеме зелена енергија, воедно ќе бидат и корисни и ќе ги заштитуваат возилата од надворешните влијанија, како дожд, сонце, град и така натаму, така да се надевам дека нешто ќе мрднеме затоа што во последните, јас сум нели жител на Карпош, сведок во последните години немаме 1+ паркинг место, иако без разлика од кого во сите варијанти секогаш е ветувано, ама ајде да видиме овој пат реално да направиме нешто. Така, и Карпош како и цело Скопје е полн со ѓубре и неиспразнети контејнери. Што ќе се прави со овој проблем? Значи, тука имате, ќе треба исто работа и со градската власт, не е само до... Па мене ме радува што за прв пат јас сум оптимиста, сигурен сум, дали ќе биде тоа во првиот, би сакал да биде уште во првиот, нели, нормално, меѓутоа сметам ако и да има втор круг, јас се надевам да бидам победникот и во општината да имаме нова опција. Уверен сум во победата на господинот Торце Георгиевски во градот Скопје. Во централната власт го имаме премиерот кој е карпошанец, тоа го истакнувам сегде деновиве. Не дека бараме одредени плюс привилегии, меѓутоа се надевам дека ќе имаме разбирање во една добра кохезија меѓу локалната, градската и централната власт. Сега стварно на ништо. Сметам дека ѓубрето ќе биде најмал проблем. Се надевам да го добиеме и мнозинството во Советот заедно со нашите коалициони партнери, тогаш да немаме никакво алиби, зошто не е собрано, зошто не е измиено, капацитет имаат одредени самата општина, преку оние договорни работници кои се секогаш околу 100 на број, кои се исто така една добра основа за средување на сметот, имаме капацитет од своји возила, не знам, металици и така натаму. Така да со добро градско комунално препијатие и нашето локално во онаква форма каква што е до сега низ години, сметам дека тоа ќе биде прво нешто со кое што ќе се зафатиме
И јас им гарантирам на Карпошани дека оваа гледка што ја гледаме деновиве ќе биде заборавена. Така, пред неколку дена најавивте нов проект Мегапарк на Кеот. Тоа е фактички поделот на течението на Лепенец, каде што се слева во Вардар, значи паркот ќе се протега низ Бардовци, Злокуќани, па према Влае. Значи од таа страна на Вардар, не од Карпош 4 од кај нас, него од другата страна. Често луѓето кога слушаат денове сметаат дека е оној така непопуларно наречен канцер парк кој за жал е само остаток од некаква идеја за парк, меѓутоа ние прво ќе се зафатиме со овој парк кој го ставиме во програмата, паркот 10-20, на кој ќе има најразлични содржини. Деновиве во припрема и поконкретно, да речеме, едно визуелно решение како би изгледала картинг стазата, која планираме во тој дел. Сакаме да направиме картинг стаза по европски стандарди, со надеж дека ќе донесеме и европско првенство во картинг во Скопје. Голфот е една интересна приказна. Затоа треба голем простор. Големи површини. Јас сега почнувам да учам, се спомнува по дупки таму се бил концептот, нешто основа е 9 дупки, во Охрид имам пријатели, од таму ми дојде идејата, кои имаат направено голф терен во Охрид. А ние во Скопје сме имале 4-5 клуба. Заинтересирани се многу и дипломатите, така да со нив сме на една релација дека ќе помогнат и со средства во изработка на голф теренот и ајде да една нова содржина да внесеме во Скопје. Ботаничка градина, тоа е нешто што е исто на барање на граѓаните. Идејата ја добив од граѓани дека треба да имаме ботаничка градина. Ја замислуваме да биде во централниот дел на паркот, во средишниот, каде што ќе можат скопјани, тоа го замислуваме да не биде од локално ниво, паркот ќе биде нели едно ново белодробие и на градот, да речем. И ќе може скопјани тука не само да се релаксираат, него со оглед на содржините кои ќе ги има во ботаничката градина, значи медитерански, автохтони растенија, и да биде добра за едукативен дел, каде што преку кодови апликации ќе може да симнат и нешто научат младите, постарите за растенијата и пропратено со уште други, нели, за најмладите. Парк во склоп на паркот Луѓашки, сите оние содржини за најмладите. Така, ќе го доградите ли оној мост на улица Љубјанска, попознат како мостот на Шилегов, што не излегува никаде? Бев таму во неколку наврати, бевме заедно и со мојот пријател Орце Ѓоргиевски. Вчера имавме митинг во Карпош на кој двајцата ветивме дека ќе се заврши со се она што не е завршено. Што е проблем? Експроприација или од таа страна? Да, има останато еден мал дел и ветивме дека во првите 6 месеци мостот ќе биде пуштен и со тоа ќе се растерети, значи мостот е целосно изграден, но не може од таа страна да се пушти, така кажам, точно. Ветивме дека по 6 месеци карпошани ќе можат веќе да циркулираат по новиот мост и да ги споиме Скупи и Љубљанска со една нова сообраќајница и да го растеретиме сообраќајот во делот на 8 септември булеварот. И тука исто да напоменам и клучката кај Момин поток. Сега луѓе со часови седат кога се враќаат од таму, од таа страна, од кај Визбегово. Јас го поминувам секојдневно тој пат, исто интензивно работење во ингеренција на градот и она познато што го викаме Качаничко џаде, ако го знаете, патот према Приштина. Тоа што оди на кај Приштина, така. Јас имам викендица на Скопска Црна Гора, одам често, значи тоа таму и патот е грозен на кај жртви секојдневно, никаква сигнализација, обележување, нема линии. Кога влагаш у темница, значи одвратно. Дупки тоа е во ингеренција на градот, имаме ветување од идниот градски татко дека и клучката која споменавте и патот ќе бидат нешто многу поразлично во што се денес. Така. И јас верувам во тоа. Кажете ми вака да ве прашам, верувате ли во победа на изборите? Ќе го тргнете ли конечно Стефче Кимовски од градоначалничката фотелја? Како? Јас не би го тоа така формулирал да го тргнеме господинот Екимовски, немам ништо лично. Добро, мислам да го победите. Кон него, но верувам дека на Карпош му треба, како што ви кажав и на почетокот на интервјуто, тој им иницираше. Значи, моето чувство и чувството на моите соседи, па би рекол и на мојата генерација,
дека на Карпош му требаат промени и од оваа енергија што ја чувствувам, значи вчера на митингот јас како што знаете до сега не сум се занимавал со политика, не сум од оние кои поминале неколку циклуси, да, некогаш многу одамна, меѓутоа последниве 20 на години сум се посветил на нешто друго, меѓутоа до онаа енергија што ја гледам и што ја чувствувам, сметам дека промените во Карпош ни се на самиот праг. Тоа го покажуваат и анкетите, спомена вчера и премиерот, дека над 60% од испитаниците во Карпош се за промени. И факт е дека Карпош во последните години ја губи кондицијата, не е она што беше, ние карпошани милуваме да кажеме дека сме најурбана, најпосакувана една, меѓутоа малку работите ни бегаат од контрола и затоа сметам дека ни треба една нова енергија, една нова сила, еден нов концепт да го сето тоа запреми и да се вратиме на колосекот. Така, за крај јас бев еден од првите што ви направи интервју, што додека не бевте познат во јавноста, тоа помина, така беше, тоа помина добро, се надам дека ќе имате успехи и сега. Така. Се надевам, ви благодарам ако е тоа за крај, точно имавме едно интервју за една друга пред тема. години, да, во делот на Сдруженијата на македонците по потеклот егејскиот дел на Македонија. Ви благодарам и тогаш, ви благодарам и денеска што ми дадовте шанса да кажеме збор два за мене, за мојата програма и за мојот Карпош. Така, ви благодарам за интервјуто. Да сте ми живи и здрави. Благодарам.